Програми наменети за целата публика. Драги мои, добро вечер, добре дојавте. Уште едно издание, Јаде Бурек на Сител 3 телевизија. Подготвени сме за вечерашно интервју. Повтор пат добро вечер за доктор Александар Исајловски. Исајковски. Добро. Имаш невообичаено презиме, а другари сме 100 години. Добре дојде уште еднаш, баш ми е драго. Види, докторе, во вистински момент си дојдем, затоа што сезоната е токму за тоа. Вие сте доктор на оделот за неонатологија, вие сте педијатар, што значи сега сезоната на ајде да речам пореметување на здравјето на децата започнува и големи нервози, стресови за родителите. Еве сакам да кажам дека мислам дека е вистинско време за совети, уште не е толку замав земено, па можеме вечерва да им помогнеме на родителите, на јавноста, како да се справуваат со предизвиците кои допрва ни доаѓаат од обичните настинки до вирусите, употребата на антибиотици, превенцијата, како да се подигнува имунитетот. Еве, првин да ми кажете, зошто се случува пад на имунитетот? Мора ли имунитетот да природно да опадне и синусоида? Зошто се случува? Зошто се Прво случува? поздрав да сите гледачи и поздрав Јанко до тебе. Значи ова е веројатно едно можда од клучните прашања, ова сега што го кажуваш, што се случува со имунобиолошкиот систем. Почнува есента, главниот проблем е што со есента, со промената на климата, почнуваат да шараат разноразни вирусни инфекции, бактериски исто така. Меѓутоа, мора да кажеме, значи тоа мора сите да го знаеме, дека децата во првите 6 години од животот имаат послаб имунитет. Они имаат, знаеш, имунитетот има два дела, викаме ТХ1, ТХ2 систем. ТХ1 системот е послаб кај децата, значи му треба време во првите 6 години да се зајакнува постепено. Тоа е периодот кога уствари и децата најчесто прават инфекции. Нели, ќе отидат у градинка, градинката има деца кои што во градинка или школа утре, едноставно живење во една средина каде што се релативно подзатворени малку децата, нормално се случува едно од друго. Меѓутоа, ќе кажеме после има многу паметни држави кои што прават некои работи кои што се врзани за превенција од тие инфекции. Но она што сакав да треба да им помогнеме на нашите родители, дека не е клучното решение во таа ситуација дајте антибиотик, дајте антибиотска терапија. Знаеш како, во периодот на возраст на деца, предшколска возраст, например, децата имаат 90% од сите инфекции се вирусни. Тоа што значи? Ако јас сега денеска сум во амбуланта, имам 10 пациенти, ја на 9 не треба да им дам антибиотик. Значи, ако се со вирусни инфекции, нели? Додека кај нас постои, искрен да бидам, еден голем притисок од страна на семејствата, штом качи детето температура, па одма доаѓаат за прегледи. И тука имаме еден проблем кој што исто така можеби треба да го дискутираме. Значи, температурата е природен одбранбен механизам со кој организмот наш се брани. Во моментот кога од телото на моето или твоето или детскиот организам ќе качи температура на 38,5, во тој момент телото ослободува повеќе од 3 милиарди леукоцити кои што идат на местото на инфекцијата. Ако почнеме да пиеме лекови против температура уште на 37,5 или на 38, не оставиме барем 6 сата таа температура да трае. Аха, чекај. Алелуја. Зошто немав емисија пред 20 години, зошто не те запознав тука? Многу прецизни детали сега. Јас се извинувам вака што улетувам, но улетувам како родител или барем зборам во името на родителите. На некој начин, сите ние како родители знаеме дека температурата е одбранбен
механизам. Во ред. И сега, ај уште еднаш, со прецизно, за да ви ги запишеме зборовите. Да, кажете ни, колку, кога, која температура е безбедна, значи да ја одржуваме само со, нели, препорачувате со ладење и така натаму, да не му ја спуштаме температурата, значи да не се вадиме од памет, од колку до колку е таа температура и колку треба да трае и колку често да се повторува. Кога треба да бидеме ние загрижени кога ќе качи температура? Значи, условно да речеме загриженост, условно, не толкава загриженост, треба да имаме тогаш кога температурата ќе дојде 40 или 41. Кога сме на 38, 38 со 5, 39? 39, исто. Не е проблем? Не е проблем. Тоа е одбрамен механизам нормално. Јанко, еве, сите ни имаме деца. Добро. Колку деца си видел ти со 39 температура на 3 години, а дома трчаат? Не се клапнати, не се легнати, нели? Значи, детето кога ќе качи 38 со 5, еве, да кажеме за нашата публика, барем 6 сата треба да го оставиме да има температура, за да се ослободат леукоцитите од телото и да тргнат на местото на инфекцијата. Ако ние не дадеме лекови за против температура во тој период, во првите 6 сата, тие леукоцити нема да се ослободат. Значи, веќе организмот сам нема да се брани. Американците го викаат тоа и ние како лекари и родителите, да речеме. Добро. Правиме така наречен мрзлив имунолошки систем, lazy immune system. Не разбирам. Нема да одговори. Не разбирам. Нема да одговори самиот имунолошки систем на инфекцијата. Ама како го правиме тоа ние? Па ако даваме лекови за против температура, особено во првите 6 часа кога Парацетамолот, значи. Да. Парацетамол, например. Или да не кажам, има и други лекови кои што се користат за температура. Јас дури сум бил сведок да на некои деца им се даваат кортикоиди за да му ја симне температурата. Што е стварно нонсенс, нели? Значи вака, против кортикоиди. збориме вирусно. Нема, ама како ќе знаеме дека е вирусна? Дека не се работи за инфекција? Значи, вирусните инфекции во природата се повеќе од 90%. Добро. Без оглед дали е инфлуенца, грип. Вирус. А нема логика на грип да даваме антибиотик. Најголемата грешка би било ако дадеме антибиотик. Нели? По принцип, ние како луѓе... Ова важи и за возрастни, И за возрастни, да, за сите. Значи, ние треба да го оставиме детето или возрастниот, нека се бори со собствениот имунитет, значи со качувањето на температурата, тоа е одбранбен механизам, со кој што кога ќе се качи температурата, се уништуваат бактериите и вирусите. Ако температурата продолжи повеќе од 6 часа, докторе, што тогаш? Ако е температурата на разумно ниво до 39, нема потреба од давање на лекови за симење на температура, искрено да збориме. Добро. Над 39, 40 ако дојде, можеме да употребиме препарати за симење, да ја симнеме на некој разумно ниво 38 со 5. Кај нас, ние се сретнуваме, например, кај нас во Систина има многу пациенти што доаѓаат, на вистина има многу деца, многу педиатриски пациенти, и се сретнуваме со родители... Впрочем, вие почнавте како таква клиника, нели? Добро, гинеколошка, акушерска, мислам, и основата на Систина е, нели, тоа, после се проширивте другите одели. Добро, сега и, ајде да кажам, во моментов и цела педиатрија имаме огромна, нели? Така да, навистина имаме многу деца и многу, педиатриски пациенти. Кај нас доаѓаат пациенти, вика детето ми има 38. Значи имате, конечно го отворивте оделот за педиатрија. Да, ако, еве да кажам, зборуваме за тоа сега да не биде скромно или Не, нескромно. слободно. Значи сега во моментот имаме на вистина моćна екипа педиатриска, имаме 16 педиатри, имаме 40 на сестри, имаме 15 луксузни соби за лекување на деца, педиатриски сам случај, нели? Деца доенчиња и поголеми деца нормално до 14 години. Имаме 12 интензивни места за неонатална интензивна нега. Кај ги направивте? Кај имате место? Ја добро ја познавам клиника. Имаме во новиот дел е во новиот дел, педиатрискиот, да. Имаме 2 интензивни места за педиатриски случаи. Имаме ургентен центар кој што има 4 бокса, односно 4 мали соби за дневна болница, кој работи 24 сата, покриена од педиатрите.
и имаме 8 амбуланти, односно 7 амбуланти, пардон, 8-та е, сакав да ја кажем, ургентниот центар, имаме 5 амбуланти за болно дете и 2 амбуланти за здрави деца, каде што се прати растот и развојот на децата. Сега сме 16 педиатрија, покриваме цела педиатрија. И ако продолжиш уште вака да ни кажеш како да лечиме температура, утре отказ ќе добиеш од работа. Како ќе се полнат тие? Но Не, шега на страна, предпоставувам дека има многу деца, многу загрижени, предпоставувам бидејќи нели во Систина одамна постои низиниот почеток е како гинеколошка акушерска клиника каде што многу деца се роди. По инерција луѓето продолжуваат родителите, децата, но беше нели малку бидејќи само додека е бебе и понатаму немаше за лечење, одеве по други клиники. Сега ќе може да продолжат. Сега може да дојдат у било кое време на денот и ноќта, за било која детска возраст, за било која патологија, да кажам, комплетно е покриено се. Дури можам да ви кажам дека во сабота и во недела и во викенди, викенди и празници дежураме 20 педиатри. Толку многу работа има. Толку многу работи. Да. Знам, но особено деца на родители ќе се опуштат и по некое непишано правило, таман која ќе помине напнатоста од неделата и сабота и недела ќе се случат сите работи што треба. Знам, како родител го кажувам, еве, нема никаква научна основа, благодарам што ми го потврдувате, бидејќи мислев дека полудувам, мислам и јас сопругата. Стварно, сабота и недела, мислиш таман ќе се опуштиш, или едното, или другото, или третото, и тоа беше крај нема. Ајде да се вратиме на температурата, уште малку. Велите, овој период се случува да има поголем развој на инфекции. Да, нам најчесто се вирус, грип. Зошто? Што кажува еве науката? Вие следите, сте во еден голем светски систем. Зошто доаѓа до тој пад на имунитетот? Имаме добра храна, се пуниме со витамини цело лето, преполни сме со витамин Д, преполни сме со сончева енергија, зелено, плодовите еве ги, јаболката, грозијето, крушките, ништо не достига. Што се случува со организмот вака да падне? Колку сум проучувал, докторе, ниеден лекар не ми рекол, студот не разболува. Студот не разболува, тоа се знае. Зошто тогаш малку залади се случуваат овие работи? Види, што се случува со имунитетот? Кога збориме за студот не разболува, тоа подразбира вистинскиот студ кога е температурата ниска, кога и вирусите и бактериите фактички ги нема да се рашират во да речем студ во планински услови, нели? Имуниот систем, значи во оваа фаза кога ќе дојде оваа промена, од една страна, значи нашата подготовка на телото, ние се пуниме со витамини, тоа не е спорно во тек на летото. Меѓутоа нашата подготовка, за жал, условите во кои ние живееме во Македонија, особено во Скопје, и загаденоста што ја имаме, зборам, аерозагадувањето, кое објективно е страшно, објективно мислам, ја не знам како можеме тоа, мислам не сум стручњак за тоа, али факт е дека е доста загадено, влијае на целата состојба и на развојот и дополнително големото користење на антибиотици. Македонија е сепак земја во која доста се користат антибиотици, условува да имаме мутантни форми на бактерии и вируси нормално, кои што фактички немаме после како да ги лечиме. Чекај, тоа се Европа ако ве разбрав, задржете ја мислата, Европа сакате. Но за да продолжите, ве молам да ни биде појасно. Сакате да кажете дека ако ние конзумираме антибиотик, го мутираме тој вирус останува во нас, па тригер прави после година антибиотик, дена сосема поинаку. Види, Јанко, морам искрено да ти кажам сега. Таа бактерија, бидејќи откривањето на антибиотицот не делува врз вирус. Врз вируси не делува, само врз бактерии. Треба и со имунолог да се разговара и со затоа што како па тогаш антибиотикот делува врз вирусот? Знаеш што значи зборот антибиотик? Антибиос, контра живот, против живот. Така. Значи го убива животот. Меѓутоа, да не ме разбере погрешно публиката, откривањето на антибиотиците е едно од трите најголеми медицински достигнувања. Почеток на 20 век највише се умираше од инфекција. Така е. Тоа е факт. Меѓутоа, фактот дека ние се ослободивме малку, зборам лекарите и нормално фамилиите, луѓето, удавањето на антибиотици, и тоа е факт.
Кога ги даваме антибиотиците таму каде што не треба, значи ако се работи за човек кој што има, пак ќе речам, грип, настинка, вирусна инфекција, џабе е давање на антибиотик, тогаш тие бактерии што ги поседуваме во себе, стафилококи, стрептококи, значи може да имаме стафилококи во нос, стануваат отпорни на тие антибиотици. Затоа е потребно после 6 часа да се направи бриз, да бриз. речеме, да. Значи отпорноста кон антибиотиците... Само да ве прашам, откако ќе се направи бриз, за колку време може да имаме резултати? Кога идеме кон локалните педиатри, потребни им се 3 до 6, па и 8 часа, а може би и утредента. До утредента треба да се преживее и ние и детето. Да, добро. Ама врз база на клиничката слика, Да? значи на наодот што го имаме, клинички што го гледаме, Така. можеме со огромна сигурност, има и други некои лабораториски тестови како што е C-реактивен протеин, CRP, прокалцитонин, например, кои што одма ни кажуваат дали се работи за бактериски или за вирусни инфекции. Ама ова бара посебна лабораторија. Тоа бара лабораторија. Вие го имате тоа? Го имаме. За колку време можете За така? 20 минути. За 20 минути. За 20 минути го добивате Што резултат. значи имате критично дете со 39-40 веќе, ние- се мислите дали што, како треба да дадете преку 6 сати, за 20 минути вие Го имаме можете... резултатот. Значи зборам за тие лабораториски анализи. Значи, ако преку 6 часа има температура, најдобро е да ви се обратиме. Да, апсолутно. Добро е да се видиме. Не е спорно тоа. Меѓутоа, кога ќе се видиме, да се договориме, ако нема потреба да даваме антибиотици, да не даваме. Знаеш, Јанко, имаме, знаеш, човекот не ги нашол сите лекови за своите болести. Не е спорно. Нема ни да ги најде. Меѓутоа, имаме на располагање дел на препарати кои што ги имаме како ги викаме имуномодулатори, значи лекови кои што може да ни помогнат да ни го подигнат имунобиолошкиот систем кога ни е паднат. И имаме, значи лекови зборам, Абе, сега ќе почнеме да се расправаме. и имаме природни имуностимулатори. Така. Значи, природни имуностимулатори значи нешто што го наоѓаме во природата. Еве се согласувам. Но, ја овдека, као родител, ја као паталец зборам, ја не можам да зборам као лекар. Значи, јас кога разменувам со луѓето, разменувам искуства што сме ги поминале ни животот. И едно сознав, витамин С, од кога ќе се разболиш, too late, too little. Ја мислам дека витамин С треба е превенцијата за да не дојдам. У моментот, сега зборам за возрастни, најдобро е некои други работи за кои ќе позбориме. Да човек малце се испости, без шекер, малце само, што се вика, гола вода, чај, тако нешто, за да вирусите не се хранат. Туку, што ќе им дадете, еве, ако сепак е упорно, не е за антибиотик, но е упорно, родителот треба да иде на работа. Мачно е овој се мачи. Сигурно. И втора работа, најчесто тој носи грло. Зошто е носи грло? Зошто не е во прсти? Да, ама- Зошто не е во табани? Да, носото и грлото се првиот филтер на удар. Значи, ние повеќе од 90% од инфекциите што ги имаме се на дишните, горните дишни патишта. Први се на удар. А значи, тој е доказ дека Има вирусите од надвор се размножуваат и доаѓаат и тука. Има уште една работа многу битна, што морам да ја кажам. Значи, ја и ти како возрастни луѓе, имаме вкупен број на клетки на телото 10 на 14. Значи 10 со 14 ноги. Добро. Нели? Од устата, во гастроинтестиналниот систем, во цревниот систем, имаме бактерии и вируси и разноразни микроорганизми 10 на 15. Знаеш дека е најзагаден дел на телото устата на човекот и рацете. Затоа таму почнуваат инфекции. Така. Значи, ние се бориме, еве, и Систина е болница, нели, сега имаме и така наречена JCI акредитација, нели, се да се работи под контрола, се да е, значи, еден феноменален систем. Ние, например, деневно ги миеме по едно 40 пати рацете, пред пипање на секој пациент, нели, затоа што рацете се бориме против пренос на инфекции од човек на човек, затоа што рацете се еден од главните извори за инфекции. Они се едно од најприлевите делови на телото. Рацете на децата се често во уста. Затоа и се инфекциите тука. А нели така Но- имунитет се стекне? Да, али се стекнува имунитет ако е тоа све нормално, рационално, нели, да не е сега... Што е разликата
во тие вируси. Колкава, сега, имунолошки прашања ми се наметнуваат. Значи, еден вирус ли е кој ќе дојде и ќе направи, или потребна е 10 на ента вируси? И 10 на ента, секако. Аха. Значи, еден не може. Нашиот имунолошки систем... Затоа што, например, еболата, еден... Да, добро, тоа е екстремен случај. Екстремни случаи. Тоа се Збориме високоотпорни, да, смртоносни вируси, кај што еден вирус може да направи русвај, ќе се размножи. Размножи многу брзо. Но овие што се? Овде е ента, затоа што овдека се инфлуенца, параинфлуенца. Значи, минатата година ние имавме еден куп деца кои што имаа инфекции со инфлуенца, параинфлуенца вируси и РСВ вируси, РСВ се вика, тоа е респираторен синцитиелен вирус, кој, например, ќе го нападне организмот на детето или возрастниот, и може 4 месеци да кашля. 4 месеци да кашля. Ја кашлам 4 месеци. Ама Значи, повозрастни кашлаат точно под... е. Зошто тоа се случи? Што на е? нив се калеми минатата година, значи зборам Што се минатата случило? година, минатата пролет се калемеа некои неспецифични бактерии кои не се ни бактерии ни вируси. Едната се вика микоплазма, другата се вика легионела. И ние даваме, например, било каков антибиотик, еден само делува на него. Легионела. Да, легионарска болест што ја викаат. Легионела. Ја имавме кај нас. Да. Ја знам, таа е само... Не, бе, ја имаше... Овие приморски земји кај што имаше многу. водата во бойлерите им се јавува затоа што ретко ја користат. И во климатизерите. Ако не се чистени, Климатизери. ако не се чистени филтрите. Влажна, темна и упорна средина. Е сега кај деца, например, кај кои што сме користеле лекови кои што му го подобруваат имунитетот и природни субстанции кои што го качуваат имунитетот, овие инфекции ги нема. Преска спомнав Европа. Добро, да. Значи, види, Јанко, знаеш, Европа е многу прагматична како простор. Можеме ние да ги сакаме или да не ги сакаме од X други причини емотивни, што не признаваат, нели? Да, Меѓутоа, согласен. они се прагматични кога се вакви работи упрашања. Во Европа се врши евиденција колку од сите болести, многу педантна евиденција, колку се трошат антибиотици, колку лекови. Например, многу е интересно дека најголеми потрошачи на антибиотици во Европа, што е многу интересно, се Франција и Грција. Што не би очекувале. Франција е една моќна држава. Грција? Да, Грција. На ова троши. море? Грција се На овој јод? најголеми потрошачи на антибиотици во Европа. Ја реков, ние сме број 1. Не сме. Ние ако се ставиме... Кај нас, за жал, нема баш доволно добри податоци, но ако ги земеме оние што се од Фондот за здравствено осигурување и она што луѓето купуваат приватно, ние од цела Европа, од сите 45 држави, би биле некаде околу 10-то место. Значи не би биле на врвот баш. Ама и не е мало баш. Али не е 10-то ни место. мало. Е сега, Зашто? Што е скандинавските ова? земји. Што е ова? Да? Скандинавските Скандинавските земји, паметни земји, значи многу прагматични луѓе. Аха, овие непаметни бе французи и грци. Добро. Не, ама они виделе- Excusez-moi, monsieur français. Они S'il vous plaît, виделе, monsieur. студиите покажуваат дека давањето на имуномодулатори, значи средства кои што го подигаат имунитетот, Вештачки? не, природни, Збори природни, да? значи види, еден од тие пробиотици. Пробиотиците се нормален дел од животот на човекот. Другото е, например, користење на масло од семка од грејпфрут, како природен антиоксиданс и природен имуностимулатор. Инозин, например, кој е у суштина состојка на нашето тело. Ние го имаме инозинот кај нас. Сега го имаме инозинот и како хемиска субстанција, како во сируп или во таблетки направена, нели? Што се добива тоа? Инозинот може да се добие биохемиски, да кажем, Добро. нели? Во процесот е сега малку специфичен, релативно е скап за добивање. Меѓутоа, во што се прагматични швеѓаните и данците? зборите. Они викаат, државата израчунала дека им е попаметно на секое дете кој ќе дојде во градинка да му дадат имуностимулатор на товар на државата, затоа што за 90% се намалува употребата на антибиотици. А што ако користи антибиотик? Па ќе се створи резистенција и кога ќе му притреба некогаш на тој пациент, Сериозно? нема што да се даде. Таа резистенција е долготрајна во живот? Долготрајна. Што значи, ако ние како млади Сме за пиеле помоце многу. сме пиеле,
утре, не дај Боже да ни дојде сериозна повреда, гангрена, како постари и така натаму, ќе имаме Нема со проблем. што да се лечиме. Меѓутоа има уште една пострашна работа. Може ти, Јанко, и да не пиеш антибиотици, Добро. да речеме, или да не, нели, да внимаваш на својот дел од животот. Добро. Ако јас не внимавам и ти се накашлам у лице и ти пренесам некој резистентен стафилокок, Оу, ти немаш како да се лечиш. Значи, тоа е прашање кое треба да се отвори за свеста на народот, на лекарите и на начинот на значи живење. ова не е ова веќе не е прашање на лично здравје, ова е прашање на емпатија, општествено здравје. на општествено здравје. Да, апсолутно. Значи, знаеш како... Па добро, вие во какви ризици тогаш вие и како ние сме екипа реално работите? во ризици, затоа што сме ностоп со болни деца. И тоа деца кои не знаеш какви антибиотици све претходно Апсолутно. примиле, па Апсолутно. резистентно. Така е. Значи, Значи, што рече, како го одржувате тогаш тој систем? Како го рековте тој систем дека го имате во болница, бидејќи реално болниците, нели, сите избегнуваме затоа што се преполни од бактерии, од вируси, уште полошо може да си направиме. Тоа е еден процес. Многу луѓе не одат, нема да отидат на клиника, нема да отидат на клиника, токму од тие работи, а многу од тие бактерии ќе се разменат кај матичниот лекар, во чекалните. Па неминовно е. Објективно е тоа неминовно. Сега, да бидам искрени, во чекалната, нели, влагаат од разни заболувања, кашлаат еден на друг. Еден е од едно, друг е од друго. Она што ние го правиме во нашата болница, за да се избегне тие, прво, имаме физичка поделба на болно и здраво дете. Физичка. Значи, амбулантите за здрави деца се на едниот крај на болницата, а амбулантите за болните деца се на другиот крај. Наедноставно кажем. Добро, тоа е нормална работа. Друго, децата кои што се болни, кои што треба да се прегледуваат, има 5 амбуланти, има огромен простор, има специјален систем, значи навистина е специјален систем на климатизација, односно на чистење на воздухот, навистина со специјални филтри, антибактериски, а на тоа се надоврзува и перманентното чистење и стерилизација која што се прави на просторот. Добро. Нормално, нели? Кажете ми, еве доаѓаат со заболувања. Значи, после, ќе го повториме 5-6 пати. После упорна температура после 6 часа, Ако е вирус... добро е да се видиме. Да, сигурно. Океј, што правиме со оние стомачни инфекции? Стомачен грип ние го викаме народот. Да. Значи, не кашлам, не ми тече носот, но затоа нели, има пролив, Да. пречест течна столица, исцрпеност и така натаму, а нема температура. Одлично прашање. Како тоа го третираме и кога треба да дојдеме кај Значи, вас? главен симптом кој што треба да се внимава во тие инфекции е повраќањето. Добро. Значи, не е битно дали детенцето или возрастниот, посебно за детето, и оно може полесно да дехидрира, пошто повеќе има слободна вода во телото. Не е битно дали има 5, 6, 10 столици. Ама ако 5-6 пати поврати, брзо ќе дехидрира, што викаме ќе клапне, ќе изгуби калиум при повраќањето, нели? И треба да дојдеш одма, ако повраќањето како симптом се јави. Тогаш Течната столица, да резимирам само, пред да течната продолжим. столица е диареја која што може да е најчесто од вирусна природа, ротавируси. И не мора да значи дехидрација. Не мора да значи. Не зборам за инфекции како што е колера, кога умирале од колера. Зборам за ова што денеска го гледаме, што се случува сега. Значи, ако добие пролив, нема никаков проблем да се третира со соодветни средства за третман на пролив. Пробиотици. Да. А ако почне да повреќа, тогаш е веќе ситуација која во детската возраст е опасна, затоа што детето брзо губи калиум, влага во еден циклус што го викаме ацетонемично повраќање, се ослободува ацетон, почнува детето да мириса на ацетон. Што зборите? Да. И тогаш веќе треба Колку е инфузија овој процес? За колку време? Колку се Па случува? некаде 4 до 5 часа. 4 до 5 Шест часа. може да биде. Интензивно повраќање? Интензивно повраќање. Значи, тогаш мора обавезно да И дојде. одма да ти кажам, антибиотик 0.
X. Најмалку тука. Најмалку. Зошто? Што се случува тогаш во неговиот Затоа што- организам? Зошто он повраќа? Значи, не, повраќањето може да тоа е надражаен инфективен процес од вирусот кој што го тера да повраќа, нели? Значи инфекцијата е во стомакот. Да. Слузокожата му е надразнета и како реакција тера- на тоа се случува се ова. случува повраќањето. При повраќањето детето губи калиум. Губењето на калиум води до слабост, до малаксалост. Истовремено се ослободуваат кетотела кои што во телото се ослободуваат, па преку мокречата се елиминираат, кои ги детектираме во мокреча, а самите кетотела го тераат уште повеќе да повраќа. И тој циклус мора да се прекине. Тоа е се прави? единствен циклус Да. во кој што доминантно се дават, зборам како инфузија, шекерите помагаат. За разлика од многу други, каде шекерите не се даваат. Шекерите се даваат орално? Не, или овде е верно? инфузија. Значи Да, како инфузија. За да го прекине. Ако ацетонот. Шекер секогаш ние на крајот на криштата, Да. ако немаме јаглени хидрати, не можеме да живееме. Меѓутоа, ние велиме сега овде да го прекинеме ацетонот. Меѓутоа, суштината е да тоа дете не добие вирусна инфекција. Значи, она што ние треба да го направиме. Да не дојде, боле, што викаат србите, боле спречити него лечити. Така? Значи, ние треба да имаме став дека треба на децата да им дадеме се што може имунолошки да ги подобри. Значи, главната работа во овој период е дека децата најчесто ќе ги фати нос, грло или кашлица, кашлица. кашлица како симптом, Или стомачното. горни респираторни инфекции, најчесто вирусни, Така. 90% вирусни, или стомачен вирус. Зошто? Кога на носот, први не носот, слузокожата на носот, кога ќе почне да се воспалува, почнува да лачи секрет многу силно. Да. Тој секрет се слева во грлото. И често пати лекарите ни велат дека грлото се воспалува токму од овој секрет. Треба носот да се третира, а не грлото, за да се подобри таа ситуација. Види, Јанко. И сега кај деца, ако нема крајници, окей. Ама ако има крајници, може да дојде до сериозни воспалителни процеси. Да. Што се прави? Но, ние пак сега, ја и ти, зборуваме за состојба која се појавила. Нели? Треба да ги, на нашиве родители, да им кажем, значи нашиве родители треба да знаат дека во првите 6 години, пак се вратам на почетокот што го кажавме, во првите 6 години имунитетот на децата е послаб. Ние треба да им го појачаме имунитетот. Во вториот дел од емисијата ќе го збориме Аха, како. добро. Како? Значи, сега со Збориме- конкретна ситуација, како што зборевме Ако- за носот, за стомакот, сега и за грлото. Ако имаме инфекција која е на грлото, локална, значи не е симната на плуќа, нема запалење плуќа, да кажем, и е секретот бистар, Оти тоа може нели да продолжи и да иде и до се ненадоле, да ги да. воспали Ако белите е- дробови. Да, точно. Ако е секретот од носот бистар, Добро. тогаш е вирус, Аха, а ако почне зелено? тогаш е бактерија. Тоа е вака еден најбрз ориентир, ај да кажам така. Знам, на море кој ќе ги однесевме, елиени Се им вадевме од нос. Е, така е. Елиени им вадевме. Знаеш, кога зборуваме, значи, Како да ја, значи, како да го третираме ние тоа во домашни услови, веќе кога се појавил? Носот, грлото, кашлицата, целоноќната кашлица. Тоа е, види, знаеш како сега, ќе ти кажам нешто, да не ме разбереш и ти погрешно и нашата публика. Значи, кашлицата е симптом заради кој многу често родителите доаѓаат. И не сакам да зборам за лекови како хемиски субстанции, имиња да спомнувам сега, не е во ред, Ја ќе ги кажам, но фолкодин, често пати фолкодин не се дава кај деца. отров, дрога. Фолкодин е забранет кај деца. Значи Забранете тој уопште Да. Меѓутоа, од друга страна, контра фолкодинот, Да. еве кој го спомнавме, има некои, ја Знам гледам и некој реклами ќе- по телевизија, Слушај, знам кој ќе си го се како возрастен, како сум спиел спиеш џабе убаво, бенце. да. Ама кога прочитав дека има хипнотичко, смирувачко, дека е тоа има дрога во него, Кодеин, нели? да. Како? Кодеин, тој. Кодеин, да. Од друга страна, сега е модерно, ја гледам се и реклами по телевизија се Добро. појавуваат и онака фини реклами, убави, направени, нацртани, нели? Земите тој и тој препарат за да искашлате полесно. Да. Чекайте се, тоа е чиста хемија. Имаме лекови на, значи, зошто кашламе?
Зошто Оштетена ни е слузницата на Добро. дишните патишта. И драз- И кога ќе ги земеш подлабоко воздух, надразнува воздухот, температурата на воздух и почнеш да кашлаш. Или кашлицата се прави за да излезе секретот од дишните патишта и да го или исплюкаш или детето голтне. Да, ама кога ќе земеш сега- парацетамол, све се смири. Ама кога е оштетена слузницата на дишните патишта, организмот што пренаш? Он ја покрива оштетената зона. Добро. И се ти ако дадеш лекови за разбивање на секретот, он ќе го разбие и тоа. Ќе почне уште повише да кашля. Значи, хемиски препарати, хемиски збора, за разбивање на секрет во плуќе, кај деца не се дават. А кога идат родителите на оние децата кои ќе им се преполнат со слузница во носот, во грлото, па идат по локални некоја баба со перо намачкано во ова, па ќе ги Тоа може да па биде. тоа ќе исповраќа, па ќе се испокашла, па ќе извади. Велат родителите дека тоа било многу добро, многу здраво, многу чисто и така натаму и така натаму. Колку деца имам видено дојдени со аспирации, да знаеш само. Што е тоа? Тоа не е добро. Не е добро. Види, Јанко, има многу начини како да се извади секретот. Како? Со тие аспирации што ги викаме ние во нашиот професионален дел. Меѓутоа, ја не би користел тие, нели, со перце што викаат, нели, затоа што при нагло, значи, кога ќе го надразниш некого да почне да излага секретот, на тој начин, може, значи, не може да го контролираш детето, може да му отиде од душник, да се угуши. Тоа се компликации кои што се случуваат. На вие што можете да му помогнете ако Веќе веќе такви до работи толку има аспиратори, значи има тие цевчиња. кои може да се излечат. Да, да. Значи чисто, хигиенски, наместо 100% стерилно. 100% стерилни, наместо да идат на такво, може во Така, клиника да. со истата работа многу побезбедно да се... Апсолутно нема муавец. Тоа е огромна разлика. Но, пак ќе ти кажам, знаеш, ние клучното што мене ми се случува и на многу наши колеги, например, дете во кашла, кива, нели, има секреција, Така. родителите доаѓаат затоа што има 37,5 температура, а детето може да има и запалење плуќи. Нели? Нив поише ги плаши температурата, отколку овие другите симптоми. А другите симптоми се многу побитни затоа што може да се одраз на оштетување на белодробието. И пак ќе кажам дека може би сега види оваа твоја емисија е интересна и гледана, меѓутоа оваков тип на разговори може да се интересни за она што го викаме едноставно едукација на нашите родители, комуникација со нив на крају крајот. Нели? Јас пак ќе кажам, знаеш, Европа е прагматична доста во тој дел. Они, например, во емисиите кои што се појавуваат, као што, да речеме, вакви контактни емисии, често пати се отвараат теми. Зошто да дадеме? Пример, јас сум гледал такви емисии. Зошто да дадеме пробиотици? Зошто да јадеме тоа и тоа? Зошто да даваме таков и таков лек? И тогаш се дискутира на таа тема. Ние тоа ќе го правиме во вториот дел од емисијата. Одиме сега, ќе направиме една кратка пауза, а потоа да видиме. Значи, вие сте убедени дека не мора да дојдеме до ова. Дека постои начин ова да се испревенира. Така е. Ајде да видиме како. Одиме со реклами, веднаш потоа се враќаме назад во програма. Три клучни работи се во болестите на децата, тоа е вирус и бактерија. За да дојде до бактерија, првим вирусот треба да го оставиме убаво да не изработи и да создаде такво воспалително место кај што ќе може да се создаде бактерија, ако ве разбрав. Дали е тоа нос, дали е тоа грло, дали е тоа стомак. Тоа го прави овакво пореметување на организмот. Ја на моите гледачи често им викам, од некое мое лично искуство, не им викам дека е тоа правило. Значи, спречување, како да се спречат тие работи. Како да спречиш заболување. Значи, превенцијата. Нешто научив, нешто не научив.
За деца е, велите, поспецифично. Ајде, по старите некако ние имаме сигурно нашиот црн дроп е 2-3 кила. знае колку уште. 2-3 кила и кој знае колку што све преживеал, нели? Да. Но прашањето ми е како да превенираме сево ова и дали можеме и со што да делуваме кога веќе ќе дојде до заболување. Со што да ги третираме децата, што да јадат, што е најдобро во тоа време. Ова е вака многу актуелно прашање, Јанко. Тоа сега ти што го кажеш. Значи, што да направиме? Вака да почнам со едно, ајде да го кажам, квази прашање. Нели велиме дека најдолго живеат луѓето кои што живеат каде? Во кој дел од светот? Во Русија? Кавказ, да речеме. Што јадат они? Кисело млеко, кефир. Кефир. Кефирот што е пробиотик? Пробиотик, а? Да речеме. Бидејќи има тези дека млечните производи не треба како Не, растеш млекото да не ги- треба да го пиеме, тоа е Да апсолутно. не го пиеме. Не. Меѓутоа, производите млечни За метаболирани... возрастни млеко не. Ма нема потреба, па и за деца, кравје млеко збор. Ја лично искрено се бавам доста со нутриција, значи Добро. доста искрено. Ке збориме и за тоа ако сакаш, не е проблем. Меѓутоа, ова го почнав, ова превенцијава. Добро. Значи, исхраната, начинот на исхрана, начинот на живење и користењето на, ги спомнав преска, имуномодулатори, имуностимулатори, е клучот дали ние ќе имаме здрави деца или ќе имаме болни деца. Зошто ова го кажам? Ова е, значи не е ова моje мислење, ова светот го докажа. Значи, например, еве да тргнеме од природните производи. Ајде да тргнеме од тој дел, па после од хемиските, од она што ни го нуди фармацијата. Користењето на биофлавоноиди, например. Например, ќе речеме биофлавоноиди. Што е тоа биофлавоноид? Биофлавоноиди се најјаките природни антибиотици во светот. Делуваат на повеќе од 800 бактерии, на повеќе бактерии и вируси, на повеќе од 200 разни овие гливици. Па значи Биофлавоноидите- збориме за муфлата. Не. Муфлата е Мој Не, добро, тоа е пеницилинот. Тоа е Добро. пеницилинот. Не, ние зборуваме за грејпфрутот. Ние зборуваме за маслото Го од спомнавте семка од грепа. два-три пати го спомнавте вечерва во Ма тој- емисијава. Малку ве игнорирам. Вие многу сериозно ова го Не, говорите. тоа е природен производ, така? Не знам, природен ли е? Грейпфрут. Добро. Тој грейпфрут Не, мислам, маслото од ова е тоа природен Тоа производ. е ладно цедено масло. Така? Добро. 100% природно. Значи, зашто го спомнувам? Значи, не е ова, да речеме, ова е една од работите што вие кажувам. Во маслото од семка од грейпфрут имате биофлавоноиди, имате стероли, има С витамин, има Е витамин, антиоксидантно дејство, да речеме, нели? И сега, ако го користите тие полифеноли, биофлавоноиди, во превентивен смисол, нема да дојде до инфекција. А ако добиете грип, го користиш во терапеутски смисол, со нешто повисока доза, он фактички ќе ти излечи од грип. Ќе ти помогне да се излечиш од грип. Во таква ситуација нема потреба да даваме антибиотици. Ова за деца збориме. За деца и за возраст. Масло од грейпфрут. Масло од грейпфрут. Добро. Значи, еве... Како кај притискаши кои земаат Како? грейпфрутот е контраиндициран кај притискаши кои земаат антихипертензивни лекови. Дури и природниот грейпфрут им е забранет. Многу интересно. Треба да го испитаме. Да, не, ќе ти кажам. А го знаеш, одлично. Знаеш, многу интересно нешто. Ова исхранава е малку мода, морам да бидам искрен. Значи, начинот на исхрана. Например, ќе кажеш, не смеете да јадете цитрусни овошја на мајки што дојат, затоа што вашето дете ќе има грчево во стомак. Добро. Јас сум живеел 2 години во Мароко. Таму прво што им даваат на мајка да ги се породи е 2 кила сок од помаранчи и од цитрус. И тоа е ден-денска така. Сакам да ти кажам, вистина е дека медицината открива, еве, го спомнав, дека може детето да добие оние грчеви стомачни. Не е спорно.
Меѓутоа, проблемот со грчевите е многу мал споредливо со имунитетот што го добива, да речеме, дали е мајката или детето, ако е 3 години, 4 години, и кој ќе му помогне во лекување на некоја инфекција. Зошто се биофлавоноидите добри, Јанко? Зашто? А природен производ? Биофлавоноидите се уствари Докажани медицински. Значи имаме научни студии објавени во пробиотиците зборите. Не. Биофлавоноидите се во грејпфрутот се наоѓаат, Во грејпфрутот? а пробиотиците се наоѓаат во киселото млеко, во јогуртот, на пример ако збориме за храна, или ги имате како капсули. Вашиот колега Сали Стаџер велеше дека инфекциите, на пример, се едни од клучните узроци за срцеви заболувања, први од инфекција дека започне. Точно е. Викам како да се превенираме, овде во емисија го вика, па еве почнете, вика. Нема подобар лек од природниот антибиотик во јогуртот. Арно, ама јогуртот е денеска преполн со нишесте, со густин, со најмалку е природен. Да, Луѓе тоа трчаат, купуваат од најпознатите млекари, што е убав, што е вкусен, што е густ, оствари бута брашно наместо јогурт. Ама пишувало пробиотиково, она лажат. Нема. Имаш проблем со желудникот, фаќа киселини. Не смееш ти да го имаш тие проблеми ако е тоа навистина. Значи проблемот во исхраната е мода, затоа што индустријата на храна забега многу. Многу забега. Ја ќе се сложам со тебе апсолутно. Значи, индустријата на храна забега до таму да произведе што поевтина храна. Значи, тоа е изговорот. Не само поевтина, може... туку и повкусно. Бидејќи модата стана густ да бил јогуртот. Ама 0,9 масленост, не знам што е тоа. Значи, ние кај децата забрануваме да пијат јогурт, например, кој што е со масленост под 3,2, 3,5 најубав. На децата им требаат масти за развој на мозок. Така. И затоа викаме, кога ќе јадеш, да речеме. Да, ама имате наши млекарници кои мастите ги прават со маргарин, со палмино масло. Значи, не маргаринот е збориме кај со деца млечна деца киселина. е забранет маргаринот. Фала ви, затоа што и господинот Тодоровиќ имаше една акција која беше градоначелник на општина Центар. Во градинките да не се дава маргарин на децата воопшто. Едно од најнездравите работи е маргаринот, но не смеам да го кажам тоа, нели, заради македонската индустрија. Тоа не сме го кажале вечерва. Добро. Што правим? Значи, Добро. Не кажавме за тоа, не светската збориме. индустрија. За светската индустрија. Холандија се број 1 за маргарини во светот. Што правиме, значи, вие сметате дека дете и здраво и болно, ваша препорака е, ако толку ве разбирам, масло од семка од грејпфрут. Добро, тоа е една од работите, нели? Една од работите. Значи, пак ќе се вратам. Што кога ќе се разболиме? Значи, ако се работи за вирусна инфекција, Така. нема потреба од давање на антибиотик, може да се додаде на него уште дополнително инозин. Тоа е веќе сируп, да речем, или таблетка. Што е инозин? Инозин е една субстанција, една молекула која што ние ја имаме во телото, меѓутоа е добра по тоа што кога ќе се напиете од нејзе, го качува нивото на интерлеукин 1, сега ги кажувам пака Ако зборите стручно. интерлеукин 12, а тоа автоматски и на имуноглобулин Г и А. Тоа автоматски кога ќе го качи, он директно влијае и го убива вирусот. Значи, заедно со овој грејпфрутот, он го убива вирусот. Ако се работи за дополнително уште некоја бактерија тука Ова што околу, го инулинот се наоѓа како таков, може да се купи приватно или ова лек го има во апотека као лек го има. Мислам, Како као лек, додаток? да. На слободна продажба. Да, не е на... Не мора на рецепт да се Да, земе. не е на фондовска, да речеме, Така. нели така. Семка, масло од семка од грејпфрут, И инозин. 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 Не инулин. Инулинот е друго. Да, али окей. инозин. Инозин, види, Јанко, зошто ова ти го кажувам? Значи, кога јас ќе се напијам антибиотик, а нема потреба да го пијам, да речеме, нели? Немам, ако имам воспаление на грло, стрептококно, да, морам да примам антибиотик. Така. Меѓутоа, ако имам грип и пијам антибиотик, бактериите што ги имам,
полека ствараат отпорност на него. Значи се запознаваат со него, мутираат и ствараат отпорност. Утре немам што да пијам, ако не дај Боже ми треба, од антибиотици. Меѓутоа, Ако земаш пребиотик, ако пробиотикот го взимаш редовно, еве, конкретно пробиотикот, значи, еден од најдобрите е тој, го викаме Lactobacillus rhamnosus, малце дугачко име во ЛГГ, моја кратка ознака. Ако го взимаш секој дневно, а јас, например, како што ме гледаш тука толкав, сега да не речам, ајде, малце и пуничок, јас мал пијам си за мене. 15 години пијам секој ден пробиотик. Пробиотик? Да. Една капсула пробиотик. Чекај. 15 години. Еве, да не спомнуваме имења, на пример, себе. Линекс е пробиотик кој треба да ја регулира стомашната флора. Да, ама Често пати кога сум пиел антибиотик, обавезно мора да се пие пробиотик. Обавезно. значи, еве, пријателиве мои кои работат во аптека на моја локална во Зегин, Да. лани ми беше препишан некој антибиотик и ми рекоа, вика, а кој пробиотик? Обавезно. Викам, Ти викаш зошто? зошто? Вика, господин Јанко, другар си ни, молим те, вика, еве, земи го. Ми дадоа некое многу фенси, многу скап и така натаму, не ми беше жал. Го пиев со тоа. Вие ми велите дека ја тоа можам да го пијам секој дневно? Да. Можеш ли секој ден да пиеш јогурт? Можам. Да јадеш кисело млеко? Уствари не можам. Не Не, фаќа добро. киселина од нашиве, овие пуни се со брашно. Не, зборам за природни. За Мислам, природни. Така, зборам за нормално направено. Да, дома да го заквасам, да го подкиселам, Еве, дома. можам секој Јас ден дома, да го. искрено да ти кажам, кога ми беа мали деца, да, Иако се замислувам, докторе, затоа што има сега неколку струи кои велат дека млечни производи човек треба да ги избегнува како старе. Јанко, млекото Млекото, значи. треба да се избегнува. Кога викаш млеко, Ферментираните производи од млеко може да се конзумираат. Да речеме кефир, јогурт, кисело млеко, сирење. кога велиш кашкава. млеко, дали на истото се мисли кога, например, некој производ, зборам на памет, чоколадо има млеко, ова има млеко, не во течна млеко, состојба. млеко, мислам чаша млеко. Чаша млеко не. Не треба, оти ние со тек на години, значи се поголем е бројот на деца кај нас, а и на возрастни кои се интолерантни на млеко. Крави. Доле велат дека во Африка кој ќе им донесат помош млеко во прав, уште поголем помор им прават 75 затоа што добиваат диареја Да. децата и дехидрираат 80% од црнците имаат интолеранција на млеко. како и азијатите. Ке Во Јапонија нема да видите вие ни јогурт да се ке продава. белците е тој процент помал. Меѓутоа кај нас има некоја чудна навика да се пие, вика добро е дете ми пие млеко. Абе не треба да пие млеко. Зашто? Нели? Не треба Не да треба пијат. да пие млеко. Не треба да пијат млеко. И Јас тоа не го знам знам. зошто луѓето толку го тоа е некоја навика веројатно, знаеш. Бидејќи од друга страна па најдолговечните луѓе живеат на Кавказ и пијат кефир. Кефир, ама тој е Габа. преработ, да. Габата е унутре. Тоа е пробиотик. Тоа е тоа. Тоа е пробиотик. Тоа е пробиотик. Колку Тој е е тој пробиотик. природниот и овие пробиотици што се продаваат сега разлика во квалитетот? Еве велите земате секој ден. Да. Земате Јас земате земаме- фармаколошки продукти. Да, капсула. И сметате дека е добар, дека значи, е квалитет. Тој пробиотик, да речеме ја што го земам, ЛГГ се вика, значи го кажувам за себе, тој го произведува една данска фабрика, мислам, многу е тежок за одгледување. Многу е тежок за одгледување и го произведува една данска фабрика, го има и во нашава околина, го имаше кај нас, па сега го нема, нели, фармаколошки те го носат, те не го носат. Он, кога ќе го дадеш, кога го пиеш, Јанко, ја регулира цревната флора, го подига имунитетот, пошто делува на ниво на цревната флора и на имуниот систем, а во исто време, кај луѓе кои што имаат алергија или деца, може да ги врзе големите макромолекули и да не дозволи да се манифестира алергија од храна зборам. Што ми кажа се? Поле. Значи, Сега, со редовно да не те пие- прашувам, бидејќи кај децава знаеш како е со алергии, си имаш Многу работа. е- многу е и тоа со страшно. какви хемии им ги Точно. сузбива. Точно е, многу е у подем алергијата. Алергиите се веројатно болести на загадување. 21 век. Идат со загадување, не е спорно. Сега да ти кажам дека
ако ние се договориме, еве ние например во Систина направивме една студија, да кажам така, направивме анализа, да кажам така, кај деца, зборам деца кои што имаат рекурентни инфекции, значи кои што имаат повторувачки инфекции. Тие најстрашните, знам кои деца ги... Да. Тој не знаеш кој потешко ги преживаја, родителот или детето. Деца од 2 до 6 години. Значи таа возрастна група ја земавме. И у таа група да има деца кои што имаат и веќе нарушен имунитет, 30 деца ни се у таа студија до сега, веројатно ќе бидат уште. Имавме тие ексклузиони и инклузиони критериуми, нели, за да биде чиста групата, да немаме мешање. Значи, беше еден од фактори да последните 2 месеца не примало антибиотик, да последните 6 месеци не примало некоја имунотерапија или кортикоиди и така натаму и така натаму. За овие 8 месеци, ке тие деца на кои што им вршевме стимулација на имунитетот, со инозин и со грейпфрут, маслото од грейпфрут, што добивме? Ова го правевте на клиника кај вас? Да. Што добивме? Што добивте? Добивме сигнификантно лабораториски, сигнификантно покачување на вредностите на имуноглобулин Г, сигнификантно покачување на вредноста на еден интерлеукин 12, а намалување на други два интерлеукина 4 и 5, што значи дека имуниот систем кој што бил нарушен кај детето дошол у равнотежа и крајниот ефект кој е? Кај 92%, Јанко, од тие деца во последните 8 месеци немаме никаква инфекција. Нема реминисценција? Ништо. Неверојатно. Значи, тие деца ни доаѓаат на контрола, сега една мала шала морам да кажам, која ја спомна преска, тоа не значи дека тие деца не ни доаѓаат, тие деца ни доаѓаат на контрола, не сме ги изгубиле, како да ти кажам. Меѓутоа, доаѓаат срекни и весели, доаѓаат да се видиме како детето расте. Сега, ако е тоа така, значи, ова е студија која уште 4 месеци најмалце треба да ја водиме, значи да ги обсервираме пациентите и да ја објавиме после во некој од часописиве светски. Во меѓувреме, контактирајќи со колеги кои што се од Холандија, од Германија и од Англија, има некои други студии што ги прават во западноевропските земји, објавени се за истава комбинација што ти ја кажувам, објавени се во часописи во New England Journal of Medicine, во Journal of Pediatrics, за истава комбинација. Значи, зборам за еминентни часописи, пази. И ни викаат, дојде времето на, како викаат енглезите, дојде времето на вакцинирање на имунитетот. Пази го терминов. Вакцинирање на имунитетот. Ја му се јавувам на тој енглезот и му викам, како мислиш? Па вика, дојде времето дека ние со помошни средства, со инозинов, например, или со овие ова маслава, ние фактички ќе дојдеме у ситуација да ја спречиме развојот на бактериската резистенција, ќе го намалиме употребата на антибиотици, а пази што е најинтересантно, ако тоа сега го обсервираш од материјален аспект, па ќе ја спасиме држава за стотици милиони евра, кои што ги дава на антибиотици. Така? Значи, со подобрување на имунобиолошката снага на организмот, пази, Јанко, има уште една работа што морам да ја кажам јавно, што е исто многу интересно. Кога ќе остареме, кога ќе направиме над 60 години, 65 години, имуниот систем повторно паѓа, тој ТХ1 паѓа. Затоа се очекува и има почесто кај старите лица рак, канцер. Сега канцерот заради опаднат имунитет. Да. Што сакаш да ми кажеш, дека доаѓа време кога со антибиотик ќе лечиме рак или со пробиотик? Доаѓа време кога со овие помошни лековити се, не да лечиме директно, меѓутоа ќе помогнеме да пациентот полесно го помине и го преброди. Ја имав човек овдека, дојден од една многу далечна земја, живее на изолирано место, каде што Шангрила, каде што немаат институции како затвор, полиција, суд, каде што
немаат болници, амбуланти, бидејќи не дека се назадни, туку нема болни луѓе кај нив. Основата во исхраната нивна е масло, масло од кајси. Висока концентрација на B17. Нешто што ние како деца природно го земавме од зелени кајси и од го кајси јадевме. иде. Не болеше стомака, старите ни вика Немојте многу. немојте многу, ќе ве боли стомака, ама здрави ќе бидете 100 години, никош нема се разболите. Терминот B17 е релативно скоро откритие, а гледаш природава го има милениуми години. Затоа викаме човекот не ги нашол уште сите своји лекови за сите своји болести. Зборам и B17, да. овие семкиве, маслава од семки генерално што какви силни лекови можат да изгенерираат. Бидејќи, знаете што, народов, да ги отворам телефони, нема да ги отворам, не, мислам, ќе биде небулоза, сега секој посебен случај, а збориме за општи. Кој сака со докторот ќе може лично да се види без никаков проблем и да се Нема проблем, консултирате. камарот. Прашања ако сакате, поставете ми ги на Facebook, ќе му ги поставам одма, многу брзо ќе биде да не губиме време. Дојде време дека медицината колку повеќе напредува, толку сме поболни. Тоа е неверојатно. Не сакам да кажам дека некогаш сме биле поздрави, затоа што забораваме факти, ние сакаме така романтично да гледаме, а здраво се храневме, здрави бевме. Почеток на 20 век, најголемата смртност беше од инфекции. Ама најголемиот светски масакар од болест е шпанскиот грип почеток на 20 век, Така е. кој уби околу 40, не ме фаќајте за збор, пишува во Википедија колку десетици милиони луѓе умреа од тој грип. Така што, сега веќе прашање. Стариве луѓе користат се повеќе вакцини. Но прашање е, што прават тие вакцини? Мене уште не ми е јасно. Вакцините, ги вакцинираме децава, пак ни се болни. Ги вакцинираме уште од многу болести. Ми скачаат од владата и ми викаат, тоа сега поливалентни. Што е, викам, тоа поливалентни? Па тоа е, вика, 3 вакцини во едно. Ја викам, која е тоа состојба на организам? Еве ја разбирам вакцината и ја прифаќам. Сите сме мои вакцинирани и така натаму. Но мислам дека како иде напред, некако како да станува лудило на некритичност. Види, Јанко, Имено, Да, кој е таа состојба на организам каде што организмот во исто време ќе се боли од 3 имуниот систем ќе се бори од 3 тешки болести да развие. Така, бидејќи ние треба иницијација му создаваме да создаве некаков одбрамен механизам спрема некој тешка болест. И разбирам. Која е прва што ми ја давате која ќе се роди? Хепатит Б и БСЖ. И БСЖ. БСЖ е туберкулоза, Така, хепатит Б... туберкулозата, прва. Да. И тоа се ослабени микроби од туберкулоза, Да, така? да. Не се вештачки квасец, Не. нема Тоа се жива, нема такви Не, работи. види, морам да ти кажам, дека искрено, жива се користеше како стабилизатор во вакцините до пред 15 на година. Точно е тоа. Меѓутоа, Јанко, види, молим те, треба да знае јавноста. Жива, ја и ти и нашите деца можеме сега да испиеме 100 кила и ништо да не ни биде. Ама која жива? Етил жива. Не разбира. Имаме етил алкохол и метил алкохол. Така, едниот е отровен. Едниот може да умреш одма. Со 100 мл. Да, може метил. Метил. Метил живата е страотно опасна. Таа е таа што се таложи во телото ако ја внесеме. Таа ја нема во вакцините. Меѓутоа, не, таа е исклучиво во тешката индустрија. Значи, види, меѓутоа, како и да е, окей, реакциите што беа околу живата во вакцините како стабилизатор, пред 15 години, веќе таа ја нема. Меѓутоа, ако ова го поставуваш како прашање, аутизмот расте. Значи, расте и во Америка, расте и во Англија, расте и во Македонија, расте и во Јапан. А различни вакцини. Различни се. Значи, системот на вакцинација во цел свет не е ист. Да бидем искрени. И не исти вакцини со не исти состав. Да. Значи, има повеќе производители. Што е тоа? Еве, индиректно прашање па одговор. Што е тоа што нас како свет не поврзува во Америка, во Англија, Македонија и Јапан?
Дали има некои работи што не поврзуваат? Да. Сигурно има. Мобилна телефонија. Сите имаме мобилни телефони во сите држави. Wi-Fi мрежи. ГМО исхрана. Фала ти многу. Ништо ни збор да не си кажал. Фала ти многу. Ова што си го изговорил е без преседан и мислам во историја. Не знам дали некој лекар од твојата фела се осмелил ова. Ја гледам дека имаш храброст да останеш и све и да се изнакаже. Те молам остани, нека виси во воздух. Сакам да ги чујам другиве лекари, сакам да го чујам јавното здравство, сакам да се отвори дискусија. Ја не негирам ништо. Не негирам дури ни ГМО. Но, уште кога го гледав, Джони Мнемоник, тоа е постапокалиптично едно време, со Киано Ривз, еден од првите негови филмови, и вика, од каде овој вирус, од што сме могли? Почеток на 90-ти години. Вика, од каде? Од ова, од жициве, од зрачењава, од себе ова, све тоа делува врз нас. Ова лекар дека ќе ми го каже, јас сум очекувал дека некој вуду меджик, забеган, некој веган или не знам ово она. Ама вие како лекар, кога вие како лекар станувате свесни за овие работи и кога вечерва не зборам овдека, дојди на клиника, ќе ти бапнеме 5 инекции, здрав ќе ти испратиме, туку седи дома 6 сати, не доаѓај. Јас само ќе ти кажам. Докторе, за мене, ја големо благодарам прво лично од мене. Ја не знам како ќе ве исперцепира јавноста. Тоа е нејзин проблем. Али ја како родител и човек, јас сум фасциниран у овој момент и шокиран. Не бевме волку радикални у претходниот разговор која го имавме пред 2 години, но лекар од лекарска фела кој работи во клиника и ова ми го говори. Значи, Јанко, јас сум спремен... Ја имам верба во иднината. Јас сум спремен со секого да седнам да разговарам стручно и научно, не да се карам нормално, и да потврдам, да докажам, верувај ми ова што ќе ти го кажам, педијатар сум, дека вакцините не предизвикуваат аутизам. Но, ќе го поставам прашањето, дали вие знаете што прави мобилниот телефон? Wi-Fi, на мозокот. Wi-Fi-те околу нас, 3G мрежите, 4G мрежите. Тоа уште не знаеме. 5 ГГц. 5 ГГц, што правиме? Што прави? Сум имал прилика да видам магнетна резонанца на пациенти, на деца. Имате магнетна резонанца, едно од најдобрите у регионов таму. Со снимања кои ги викаат... Кај што не смеам со пломба да влезам. Да. Да, има ни снимања во кои што се снима мозокот со убоја, идат тие неуроните сите. Добро. Знаеш, убоја се фарбат жуто, зелено, плаво и така натаму, тие трактуси ги викаме ние. Што се случува кога ќе му приближиш мобилен телефон на дете од 6 месеци? Хаос. Тоа е микробраново зрачење. Така е. Така е. Значи прв совет и кога спијат мобилните подалеку. Види, Јанко, ако смееме така да кажеме, првиот голем лош изум за човештвото е рачниот часовник. Овој што ја го носам. Зошто? Затоа што кога го ставивме на рака, а не ни беше овде, беше овдека прво, нели? Да. Почна времето да го гониме. Вториот голем, релативно лош изум е мобилната телефонија. Нема кај не може да те најдат. Значи, животот... Стресот. Да. Аки ти и Таџар истота работа. Викам, од што разболуваме? Викам, свинското ли? Никогаш не спомна ни холестерол, никогаш не спомна... За кардиоваскуларни зболувања, никогаш не спомна ова. Рече, стрес и стрес. И стрес. Така е. Затоа што вика човек може и во најзагадена средина да живее, ако овдека е си олаба, а точно, ова е гонич. Гонич е, објективен гонич. И кога ќе задзвони, и од... јас се сецкам, еве искрено. Дете да ти зазвони, одма се штресаш да не е нешто. Меѓутоа, кога ќе... Уште рингтонот ми е Дарт Вейдер, кога ми звони жена ми. Интересно. за да обратам внимание. Ова е интересно. Меѓутоа, ако успееме, значи, види, ова со вакциниве навистина
јас лично би сакал малце повеќе да се дискутира. Немој погрешно да ме разбереш. Јас сум педијатар и јас се третирам сам себе си како адвокат на децата. Ама вистински адвокат. Јас стварно ги сакам децата. Иначе не би работел педијатрија. Во минатото, сите, што викаш, ние сме малку нели, романтични. Сите забораваме, Јанко, како беше 40 и 50 години, колку деца македонски останаа парализирани од детска парализа. Од 2001 Македонија е полиофри, нема више полиомиелит. Нема детска парализа. Така. Исто така, истото важи и за овие болести другиве, како што се дифтерија, тетанус, пертусис, например. Нели? Навистина, сметам дека едно од најголемите откритија е вакцинацијата. Не јас, сите. Значи, имунизацијата, со која се отстранија еден куп болести. Но, факт е дека има огромна, сериозна и стручна дискусија на оваа тема во светот. Да. До сега немаше. Да. Сега се отворија многу. Точно. Треба да се сослуша и другата страна. Секако. Апсолутно е точно тоа. Значи, секако треба да се сослушат сите страни. Но, еве, јас ќе ти поставам едно прашање многу тривијално. Ја и ти седиме тука, јас сум лекар, ти си новинар. Може ја и ти да седнеме да напишеме книга за статика во градење на згради? Да, може да ја објавам ја на интернет. И мислиш дека некоја будала у Јапан ќе гради зграда по мене? Значи, јас кога нешто ми треба совет правен, прашувам правник, Јанко. И неколку прашања да ти поставам од гледачиве. Слободно. Како на природен начин може да се зголеми имунитет на 13-месечно детенце? Дали е возможно со почесто конзумирање одредена храна и која? Емисијата одлична, поздрав до вас. Фала Многу многу. работи научили. Значи, храна. Сега тука можеме види бескрајна тема. 13-месечно дете, по принцип, децата до 14 години не смеат да бидат вегани и вегетаријанци. Тоа морам да ти го кажам. Зошто? До колку години? 14 години. До 14 години. Најдобро до 18, али до 14 обавезно. Зошто? На децата им треба за растот и развојот многу протеини. Зборевме во прошлата емисија дека Да. оние деца, кога ве прашував, значи предвремено родените деца, разговаравме со што ги храните, ми рековте дека имате 3 Има екстракти, специјални екстракти, меѓу кои едното е на масти, вадени од животински масти, екстрахирани. Да, и од шафран, значи тие се различно Така. мешани, и од фосфолипиди, од жолчка на јајце. Значи тоа се специјално направени кои што се даваат преку вена. И дека тие деца растат здрави до крај на животот, не им немаат никакви последици од тоа што се Значи, хранеле, што некои сегменти велат дека е толку нездрава храна за. Не. Значи за деца е Тоа е потребно. одреден период додека детето не почне само да се храни. Али да се вратам на гледачката, 13-месечно дете. Да. Значи децата треба да внесат протеини кои се од животинско порекло, затоа што количината на протеини во месото и рибата, нормално сега и рибата тука да ја спомнам, е многу повисока од колку што можеме да ја добиеме Од гравот, грашакот? растителниот, да. А на децата, за разлика од тебе и мене, ние не растеме. Така. Не сме статички, више готово Ние можеме завршено. на лист зелена салата до крај живот и ништо Толку, нема да ни нема фали. да ни фали ништо. Меѓутоа за нив треба. А очигледно Тоа не е сме. прва работа. Втора работа. Дете на 13 месеци, еве што спомнува гледачката. Значи, ако внесува мајката редовно природен С витамин, природен зборам, не таблетки, Добро? не оние хемиски препарати на С. Оние направени од Природен хибискус, од такви некои природен. природен витамин С. Или да речеме од лимун, а најдобро од свежа пиперка. Да, таа има Да. точно, да им кажам. Значи- Почитувани гледачи, свежата пиперка на 100 грама има повеќе витамин С од што било кое растение. Лимон, грейпфрут, што сакате. Свежа пиперка, толку. Да, Ресмен да кис, речеме- тоа е веќе медицински Да, докажано. тоа е докажано, да. Значи, тоа и плюс, ако на своето дете му даде редовно да конзумира, да кажам, еве, што го спомнавме, превентивно зборам, маслото од грейпфрут, биофлавоноиди. И на 13 месечно. Да, над година дена се дава тоа.
Јогурт, пробиотик. Пробиотик обавезно. Значи, пробиотик обавезно, затоа што ја регулира да не те Зошто, збуни. например, не, знаеш што ме збунува? Затоа што имам дома пробиотик, во случај ако имам течна столица, ако имам грчеви, ќе се напием. И таму ми стои, 1 до 3 дена го пиеш ова. И после За не смеш. пролет. Например, линексот. Ама он е пробиотик. Линексот е пробиотик, состав на пробиотици кој се користи за состојби на цревни инфекции за пролив. Да. А вие ме велите постои пробиотик, значи не е тоа исти како овој Не што е ми исти викате. како овој. Аха, значи ми зборите општи пробиотик. Да, значи ЛГГ. ЛГГ, LGG. Да е лжи. Дали е тоа реално кој ќе го Во видиме Италија- во продавниците со јогурти Италија- која пише LGG? Да, ваljda мора да ваljda агенција за храна ги контролира. Во Италија ако отидеш на пример имаш пармезан со LGG. Бога ми скап. Ќе бе. Скапе, Скапе, многу да. е убав. Имаш повеќе врсти на јогурти со LGG. Тој пробиотик е апсолутно идеален за Секојдневно? Секојдневно. Ја го пијам 15 години. За Колку имунологи години имаш? 50. Постар си од мене, помладо изгледаш. Крај на програмата. Не, сега тоа е. Сакам да ти кажам дека Колку треба да им се дава од масло од грейпфрут, кажем? количински Количински. На 13 месечно, на 3 годишно, еве 3 прашуваат. капки во 100 мл вода, превентивно 2 пати на ден, може и еднаш кај ден 5 капки во 100 мл вода растворено. Тоа е масло, нели, дека се Ај, растворено. повтори. 3 капки 2 пати на ден. Во вода. Во 100 мл, 200 мл вода. А во што е мало која треба Во во лажичка? или во може- сокче, или во сокче, Или во сок. или во сокче да го расте. Пријатен е вкус. Има една работа, често ми ја говорам на луѓето, дека конзумирањето на шеќери е многу опасно за возрастните. Го закиселува организмот, па доведува и до сериозни заболувања, кои на крај велат дека сите студии кажуваат дека во кисела средина се создаваат и канцерогени заболувања. Каква е состојбата со децата? Често пати децата кои ќе се разболат, родителите прво што трчаат, земаат од рафт сок. Сокот од рафт. Ја, докторе, се извинувам, но не сум сретнал, немам ништо против индустријата, но не сум сретнал здрав сок. Тоа е полно со шеќери, иако вика no sugar added, ама тоа е таков шеќер исцеден концентрати од овоше, Да. кој ќе се зоврие, па и така натаму, и така натаму. Значи, болестите, Јанко, не почнуваат кога ја ти ќе направиме 50 години. Артериосклерозата почне тогаш кога ќе се роди бебето. Какви навики ќе му направат родителите, од тоа детето утре ќе има болести и ќе умре. Јас имав една многу интересна изјава, заедно со еден мој колега, професор од Белград, на српска една телевизија, дека најштетното нешто што децата го јадат е чоколадо. Ова чоколадо што го купуваме во самопослуга. Чоколадото е проблем или белиот шеќер во него? Одлично. Шеќерот и млечните масти. Не млекото, туку млечните масти. Масти кои што се ставаат унутра заради вкусот. Значи, шеќерот како производ, кога го јадеме, Рафиниран. кога го јадеме, ако е 1 грам повеќе од дневните потреби, он директно се претвара у масти и се таложи. Нели, затоа се дебелееме. Но, ако имаш дете или возрастен човек и има, да речеме, некоја инфекција, на горни дишни патишки или долни, као ти што кашлаш сега. Немам инфекција, добар сум ја. Не, добар. Шеќерите се претвараат во крајниот метаболизам во вода и CO2. Човек или дете кој е болно на плуќа, ние му даваме CO2 ако му даваме шеќер. Значи, точно е тоа дека не треба да се дава шеќер во големи количини. Онолку колку што е навистина потребно. Точно е тоа дека го закиселува организмот, особено рафинираниот шеќер, белиот, а доколку го алкализираш телото, ефектот за појавување на овие малени клетки е многу помал. Тоа е научно докажано. Значи, Тоа е научно. алкална храна. А, Лимон, научно, да. сода бикарбона, Лимонот е чуден Свежа искрена. производ. Да, лимонот е чуден производ, он е кисела, Кисел? уствари алкален. алкален. Да.
Вкусот му е кисел. Вкусот му е кисел. Да. Меѓутоа, што е интересно, јас сега имав прилика во мај месец во Амстердам да видам последните студии кои што се излезени за одредени малегни заболувања, покажуваат дека навистина организмот на човекот кој ќе се најде во кисела pH, значи во кисела средина, организмот едноставно дури и се брани со создавање на млади клетки, Така. кои што може да преминат во канцер. А затоа што се млади, па можат и лесно да се... Затоа е една од тезите, Дегенерираат. една од потенцијални тези за помошно лекување на пациенти со малигни болести и алкализација на телото. Значи, тоа е додаток, што ви Еве, сестра ми од ова заболе, и тоа после вакцини, значи збориме негдека 60 години. Еве слично прашање. Поздрав до доктора, те молам прашај го. Како да излечиме тромбоцитопенијата кај моето 5-годишно дете кој ја доби од ДТП вакцина? Детето, иако е докажано алергично на ДТП, на имунологија, сепак решија да му дадат вакцина. Алергично е на дите, а е дадена вакцината. Значи, Сестра ми на 2-3 години заболе од тромбоцитопенија. тромбоцитопениите, види, Јанко, најчесто Со се... многу силни обилни крварења низ животот имаше. Тоа е Едва опасна ја- ситуација, многу да бидам опасна искрен. ситуација. Да, искрено е опасна ситуација. Најголем број на тромбоцитопениите доаѓаат од вирусни инфекции. Но има и автоимуни. Значи, телото на детето или на возрастниот човек прави антитела против собствените тромбоцити. Да. Ние на крај ја завршивме работата со операција на тибусна жлезда и на слезина. Моравме радикално, затоа што после се приначи Значи, во, да. во мијастенија гравис. И се искомплицира многу работата. Тогаш не се сомневавме. Јас сега како постар се сомневам дека оне ги закачи тие работи од вакцината. Поточно, ја кога разговарав со еден имунолог, мене јавно ми изнесе дека вакцината може да биде тригер во дадени моменти кај некои луѓе кои го имаат тој потенцијал. Што значи таа вакцина нема да предизвика тромбоцитопенија кај секого, но кај оној кој имал потенцијал за такво нешто, тоа може да се случи. Може, но, знаеш, Јанко, збориме за јавно здравствен проблем. Кога е вакцината упрашена. Значи, велиме, дали ние ќе имаме, карикирам сега као бројка, ние имаме 22.000 раѓања годишно во Македонија. И колкав е процентот после вакцина што добиваат од таа болест? Така е. Јасно ми. Како ќе го третирате вие на педиатрија ова дете ако дојде? Ова со тромбоцитопенија, значи прво и основно ќе направиме, ако е ова што го збори гледачката што ја прати, прво и основно ќе провериме дали е тромбоцитопенијата директно, значи ова што збори на алергија на самата вакцина, или се работи за некоја друга причина Генетска? која може и тоа стои. Добро. Или некој вирус Аха, и тоа кој што може да биде. да, Да инициира. апсолутно. И тој Значи, може и тоа може да трае со месеци. Па да Таа исчезне. тромбоцитопенија и да се повлече сама. така. Што да им кажеме на луѓето? Да дојдат кај вас? Нека дојде слободно. Вие што ми пишавте во инбокс, жалам, ја од мобилен ги читам, немам време, нити можност, многу ми е ќе треба, бидејќи сум на 3G-то и не сум на Wi-Fi овдека. Значи, прашањата што се поставени само на странава, последно, века, кој пробиотик може да се дава на двомесечно бебе? Еве, деца, Ау, што браво. по пробиотици да им дава? Браво. Еве, Значи, расположени од Муабетов, еве и на двомесечно дете, они се спремни да му дават. Па нели мајчиното млеко е доволен пробиотик? мајчиното млеко е најдоброто млеко што постои на планетава, зборам за нас, мислам за децата. За детето? Да. Тоа нема дискусија. Не за мене и за тебе. Не, за детето. Меѓутоа, еве, Не ние се имаме... смеја, ако Анџелина жели... Меѓутоа, ние, знаеш, има многу прашања, вика, дали треба да се даваат пробиотици кај деца кои што дојат. Убаво прашање. Ние имаме деца, новородени, прематурчиња, 500 грама, 600 грама, на кои им даваме пробиотици. За да покрај тоа. не развијат, се вика еден
специфичен ентероколит, значи една специфична некротичен ентероколит, така се вика. Таа состојба во која што може да умре затоа што се оштетуваат цревата од бактерии, патогени бактерии. Сега да не те замарам со тоа. На 500 грама дете даваме пробиотики. А не па јас. Види, две работи. Или утре ќе те шутнат од работа од ваму, или ќе добиеш покачување на плата после ова. Докторов ме подсетува на доктор Хаус, има надеж за нашите деца, со ваков експерт има еволуција, не е од оние педиатри кои немаат еволуција. Јас ќе го пофалам маслото од цитрон, грейпфрут, го пиев 100% и излечив кандидата Хелен Павловска и така натаму и така натаму. За кандида е феноменален. Ја да ти кажам одмah. Имунитетот го враќа. 100%. Ја Ама за лечи кандида е кандида. најдобро прво шекер да изфрлиш. Апсолутно. Не викам, не, апсолутно. Меѓутоа, за кандида 100% за 2-3 дена ја чисти комплет. Докторе, ја ви благодарам на разговорот. Сега ќе одиме со третиот дел од емисијата, вториот рекламен блок. Имам уште некои работи да ги споделам со гледачите. Ви благодарам за денешново гостување. Молам режија да го издвои ова гостување за да го имаме само докторот како реприза. Драго ми е што ова го слушам. Иако, знаете, работите во клиника од која очекуваме сега некој чудо од лек. Сега ќе ми речете имаме лек. Вака, све. Вие кажавте некои работи кои стварно на многу луѓе им чури мозокот, кои намалку ги очекува. Наместо да ги убедуете луѓето, не знам, да фрлаат пари за не знам скапи лекови, за не знам какви трансфузии. Нели, глобулинот вие кога го спомнавте како еден од главните фактори на имунитет, знам дека е една од главните работи со кои се лечат најбогатите луѓе, ако ќе заболат од сида, значи тотално уништен имунен систем, е купување на гама глобулин кој кошта една кеса кошта околу 10.000 евра. Врвен чист. Да, они се лечат и со тоа, меѓутоа знаеш како, кој ќе го примиш тој гама глобулин, он трае 24 дена. Да, ами они после го земаат, да, значи, меѓутоа, знаеш, Јанко, ние промовираме во систина, во педиатријата, промовираме и превенција и лекување. Значи, затоа имаме 2 амбуланти за здрави деца, значи, на кои што им го пратиме растот и развој, каде што можат родителите да дојдат да дискутираме за вакцини, да дискутираме за начин на исхрана. Значи, добро е ова, ако има двојби за вакцини, да дојдат кај вас, каков пробиотик, што ова, со кој е природно. Нема да ги труете со хемии, со антибиотици, со такви работи. Значи, ако имаме дете кое е здраво, кое нема вроден имунолошки дефицит, кое... Нели? Добро, и клинички децата вака ги третирате? Да. Значи, таму каде што кога лежат кај вас? Кај нас кога лежат децата, се нормално зависи од клиничката состојба. Јасно, имаме дечиња. Но овој третман го имате, овој пристап го имате и вака. Да. Значи, ние имаме приод дека детето треба да биде така наречен минимакс приод, со минимални напади врз детето, инвестигации, лаборатории, боцкања и така натаму, постигање на максимален резултат. Затоа што детето не е експериментално животно па да му се фрлиме и да, нели, боцкај го од оваа страна, боцкај го од онаа страна. Затоа и кај нас е болницата направена повеќе како детски соби, шарени, играчки, нели, сите тие работи, да детето се осети во една релативно пријатна средина кога ќе дојде. Да го слободиме од стресот. Од стравот. И од стресот. Стравот, стресот. Да. И веднаш здравието е. Да биде подобро. Докторе, многу ви благодарам за вашето гостување. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, ова е крајот на разговорот со докторот. По рекламите, продолжуваме уште на кратко со емисијата. Драги мои пријатели и пријателки, морам да ви признам дека сум имал интересни моменти во својата кариера, но кога
особено кога се работело во врска со медицината, со етаблираната медицина, со она што е често пати знаете и сами сте почувствувале дека официјалната медицина и лекарите, и лекарската фела ретко се осмелуваат да проговорат за некои работи. Вечерва имавме едно интервју во кое ја барем го доживеав како еден силен исчекор. Има многу реакции од ваша страна за сето ова. Така што морам да ви кажам дека кога се однесува до имунитетот, со години наназад, еве јавно ви кажам, дека барам од Министерството за здравство, бидејќи не можам да посочам кој лекар, сите они ми потврдуваат, секогаш ми потврдувале, сум барал некој да дојде и да разговараме за вакцини. Со години. Резултатот го знаете. Нели? Они све викаат нема проблем, ама некако не им се збори за тоа. Од друга страна, интернет заедницата што пљампа по Facebook и на YouTube, мене не ми е валидна. Имав овдека човек, доктор Сладжана Велков, бивши доктор, не е тоа повеќе, одамна не е, која силно се залага против имунизацијата и дека е една од најстрашните работи. Никогаш не успеав да ги спојам тие две работи на едно место, да се разговараат две личности со факти. Зошто? Ја не сум следбеник на Сладжана Велков, ама не сум следбеник ни на потполната медицина. Јас сакам вистината. Знаете, јас сакам да бидам Јанева, специјален јавен обвинител. Знаете, многу е глупо потполно да се препуштиш и да ве... Аха, овој ја збори вистината. Велков ја кажува целата вистина, тоа е вистина. Не, медицината ја кажува целата вистина. Така може да реагира само глуп човек, подложен на влијанија со ограничени знаења. Интелигентен човек треба да сослуша и една и друга страна, непристрасно. Не ова ВМРО и СДСМ или Барселона и Реал или Манчестер и Челси. Не. Не со навијачки. Такви не ми да требате. Такви не сакам ни да ве читам, не сакам ни да ми се јавувате, не сакам да... Затоа што не ми помагате. Вие што слепо верувате на едно или на друго, и кога ќе најдете некоја работа, мој роднина денеска читам, објавува една трагична работа дека родителите не го вакцинирале детето им починало. Прв коментар на некоја дроцичка негова вика, too much religion, too much church. Зашто на коковчето некој младо студентче, зошто е тоа? Заради религија. Дебилизам. Тоа само покажува колку образован човек може да биде ограничен и духовно, и ментално, и интелектуално. Ова е коментар еден од Facebook кој сум го издвоил. Вистината мора да ја најдеме некаде. Бидејќи не може сите да се во право и сите да се грешно. Секогаш има некоја сива зона каде што се прекршуваат. Пазете, лекарот што ви кажа, нешто што ние го чувствуваме. Аутизам од каде? Значи нема доказ дека е вакцината. Точно дека има некои компаративни студии, кои сум ги читал и кај Сладжана Велков, која едини која нешто постручно се обидува да го... Каде што вакцините ги споредува со се во ова. Но дали некој 3G, 4G споредил Wi-Fi количината на зрачењата кои ги имаме вештачки и на кои сме се поподложни? Аха, сега го исклучувате Wi-Fi-от. Џабе го исклучувате. Еве, ја го исклучувам навечер. Комшијата до мене, има радар сети на Јупитер као да има мобилен човече. У соба, викам, бар дај ми мене пасворд и ја да го користам. Нема спас. Или ќе ставам бакар на цела куќа. Но и тоа не помага. Не знам, прво треба да ги лоцираме работите, а после да научиме и како да превенираме од сето тоа. Рете во емисијата и да ви ги прикажам оние работи за кои ќе разговараме утре.
Зошто морам и некаков вовед да ви направам? Затоа што утре вечер, драги мои, ќе биде гостин Драган Павлович Латас. Утре вечер треба да ми биде исто вака драматично како што беше вечерва, барем така се почувствува, затоа што Драган Павлович Латас пред година дена беше тука со куферите спакувани да заминува за Америка. Кога, како што беше тоа на Радио Рост на времето, вика, идам за Америка, пушти ми ја таа тажна песна и му ја пуштаат песната, и вика, ни доаѓа у студио и вака ни го искина пасошот со американска виза. Не идам, не ја оставам Македонија. Не е Латас таков. Туку каже на работа, вели, нема да патувам, нема да одам за Соединетите држави, во Македонија ќе се случуваат многу интересни работи. Октомври 2014. Во јануари месец доаѓа премиерот кај мене. Ми изработи ко бавча. Зборевме инвестиции, фудбал, дики шекини на bucket of a cold water. Ништо не ми наслути на ова што ќе се случува. Бидејќи после интервјуто кај мене излегоа бомбите 2 недели потоа. Оу, како сум си удирал главата од зид, ама не се, тоа беше тоа. Така што многу работи се испослучуја и во моментов се случуваат. Латас тоа го знаеше, прво прашање, од кај го знаеше и што знаеше он во октомври, како и една анализа на сето тоа што се случуваше и што во моментов се случува. Бидејќи денеска многу изеде бурек на вестите, предпоставам дека заврши дневникот, Рики. Помина Латас, не се сретнавме низ ходници. Да? Заврши, а? Добро. Утре вечер, јас сум специјалниот обвинител, па на преслушување кај мене, да видиме што е работава. А вестниците што ни донесуваат? Победа за Македонија, диаспората ќе гласа. Ја немам горната камера. Еве, добро, одлично. Благодарам, режија. Изборите може да почнат утре, ако Заев не избега од нив. Изредба на Света Параскеева преподобна е пример за сегашни идни генерации, да се запише, никогаш да не се заборави, како се роди црквата Света Петка во Кавадарци. ЕУ испреча сигнал дека проширувањето не е замрзнато. Брисел денеска ќе одреди датум. За најранливите категории во прилепи Демир Хисар 101 стан од државата. Европската Унија бара формула за спас на 600.000 бегалци. Дали ги влечеме најдобрите потези? Шахот како уметност во живењето и водич за политичарите. Браво бе, Нова Македонија. Ја викам, што е ова сега? Гоце Илковски. Гоце Илковски за шах. Браво бе, презименјак. А еве го и Срđan Јаначиевиќ. Режисер. Време е да се подсетиме на постулатите на Библијата. Срки ми збори за Библија. Сад ću да се крстим со обе руке, ма какви со обе руке и со обе ноге, што вика Радован. Постулатите на Библијата. Јао Срле. Срле, мој омиljeni Срле. Срки у Библију иде. Срки се крсти са 3 руке. Политика на абсурдот. Мирка Велиновска. Ке читаме. Дневник. Планирал напади во Скопје за да ја попречи акцијата во Куманово. Командант Арачиново е меѓу 7-мината уапсени. Командант Арачинови. Значи, одмавра објаснуваа дека акцијата е резултат на истрагата која се уште трае за крвавиот инцидент во Куманово на 9 и 10 мај годинава. Уапсените ги криеле терористите и им овозможувале безбедносен транспорт и пред и по нападот на полициската станица во Гошинце, како и пред престрелката со полицијата во Куманово. Драги мои, ја ви реков и ви кажав дека после таа акција, каде што ги сотревме, наши погина, но ги сотревме дека ќе има осветнички акции. Ова е превенцијата. Оваа акција е превенцијата на такво нешто. Не дека нема да се случи. Терористите се уште ќе има кои ќе сакаат да се осветат и за оваа но како никогаш досега МВР не сме имале појако МВР. Утрински вестник има еден наслов Джепароши. Знаете, Утрински вестник како и сите од МПМ, едва и кубурат. И многу име овој текст добар од редакцијата. Го поддржувам. Накратко за што се работи. Крадат
Значи, крадат, бе, брате. Абе, крадат како жбирови последни, како жгадови. Овие полукадарни еден човек портал. Јас сум еден човек портал. Признавам. И да не се овие вестници, да не се нивните редакции, неки има што да објавиш. Бидејќи, не знам, она жгадовине како Мактел и слично, тоа е само копи-пасте. Нема креативност, нема ништо. А некој се труди, вложил интелектуално, материјално да создаде нешто значајно, издржано, и некој друг да се кити со тоа, па уште и го коментира, како што ја правам. Не се. Во секој случај, джепароши. Така се чувствуваме и ние во Утрински вестник, кога речиси секој ден гледаме како осамнуваат наши колумни во интернет порталите со звучни имиња: Нова ТВ, Либертас, Мактел. Гледате на Фейсбук како на некој од овие амбициозни портали споделува наслови на колумни и некако ни изгледа насловот познат. И така натаму. Имате поддршка, а ја, еве, ветувам, давам честен Титов пионерски збор, ќе идам со МПМ, ќе направам договор и барем црно на бело да има како да возвратам кога ќе земам текст од овдека, да го линкувам, да го направам и така натаму. Понекогаш имат во Дневник и во Утрински има навистина интересни текстови кои заслужуваат да се споделат, но како да се да остане трудот и на вестникот, и на новинарите, и на уредниците. Не е мала работа. Знаете што? Сите овие портали кои ги наброија не се способни да издадат еден ваков цел број. Не можат. Знаете што? Знаете ова колкава редакција е? Знаете ова колку текстови се? Знаете ова колку работа е? Нема реклами. Шо? Ја отварам. И имам настан еден интересен. Во вистинска ренесанса доживуваат музеите во Македонија. Музејот на револуцијата, археолошкиот музеј и другите музеи, затоа што поставките им се покомплетни, поубаво е средено, поубаво е стокмено. Министерството за култура го објавува следново недела на археологијата, што значи дека господинот Лилчич ќе можеме да го поканиме повторно. Од 18.10. до 22.10.2015. Видам за што се работи. 24-та, 49-та, 63-та, 77-та, 2014. Археолошки музеј на Македонија, Министерство за култура. Програма. Каква ќе биде програмата? На 18.10. од 10 до 20 бесплатен влез за посетители. Идете малце, ако немате средства, не можете, отидете, видете. Ја ви реков дека најзначајниот објект од Скопје 2014 е археолошкиот музеј. Нема порепрезентативен објект во Република Македонија. Не сме имале порепрезентативен објект во историјата на Македонија. Затоа што она што сме, кој сме, од каде сме, што сме создале, што создале нашите предци, духовноста, да се почувствувате на кое поднебие живеете, кои се вашите предци, што све праеле, треба само да го посетите, бидејќи до сега тоа беше расфрлано, чат, пат, ваму, таму. Сега поставка модерна, како што доликува, сето тоа да го видите. На 19. отворење на изложбата 10 столбови на археолошкиот музеј. Идеен концепт, професор доктор Драги Митревски. Потоа на 20.10. презентации на археолошките локалитети од изложбата 10 столбови на археолошкиот музеј, модератор Александра Папазанова и така натаму. Сето предавања за неолитот. Вау! Предавања за неолит. Ретко ова се сретнува. 22.10. отворење на лапидариумот во Археолошкиот музеј на Македонија со изложба. Интересно. Океј, ето тоа е тоа, драги мои пријатели и пријателки. 18.10. Тоа значи кога почнуваме да видиме, тоа е од недела.
Екселенте. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме утре вечер. Пријатно.